Почитувани гледачи, добро вечер. 10 учество на екипата на Вардар во европските фудбалски клупски купови. Ако ја исклучиме сезоната 87-88, Вардар за прв пат се појавува во најелитното европско фудбалско клупско надпреварување или пак за прв пат дебитантски во нова формација на домашен терен. Лигата на шампионите. 87-88 Вардар во првото коло беше елиминиран во тогашниот куп на шампионите од европскиот првак Порто 3-0 на двата мечеви во Скопје и во Португалија, а во новиот систем на надпреварување, иако Вардар претходно веќе 3 пати беше шампион пред да освои ланската сезона титулата во домашното првенство, за прв пат излегува во најелитниот дел од европските фудбалски купови на европска сцена. Екипата на Вардар за противник има луксембуршкиот шампион Дуделанш, со кој на првиот надпревар пред 7 дена одигра нерешено 1-1. Резултат кој го става Вардар како апсолутен фаворит со императив дека мора да го мине првото квалификационо коло од Лигата на шампионите. Нешто по голема конкуренција за екипата на Вардар и шефот на стручниот штаб Ѓоко Хаџиевски во пресвет новој реванш надпревар, за разлика од оној првиот кој дојде речиси во текот на подготовките, па затоа Зекир, Веселиновски, Јошевски, Васовски, Јане Брага, Захариевски, Оливеира, Алмазовски, Димов и Спасовски. Значи го нема исклучениот Начевски кој ќе издржува уште овој и евентуално следниот надпревар, казната од ланската сезона и дуелот против екипата на Стандард. Дуделан со само измена една со оглед на настапот во првиот надпревар, па затоа Поло, Луцдеви, Булар, Хаук, Мачадо, Мартин Кабонго, Реми Браун и Глушчински. Се реши тренерот на оваа екипа Карло Вајс во игра да го стави за да игра нешто подефанзивно петката Булар на местото на Барнабо кој играше на првиот надпревар. Судиската тројка од Унгарија Атила Јухош, Јунош Ринг и Роберт Кишпал ќе го водат овој надпревар, кој барем на почетокот ќе се одигра пред околу 3000-3500 гледачи, не повеќе на градскиот стадион. Годишни одмори се без разлика на убавото време и не толку топло. Пријатната вечер во Скопје, сепак името на противникот веројатно не беше доволен магнет за да има многу повеќе гледачи на градскиот стадион. Да подсетиме 1-1 било каква победа на екипата на Вардар и одговара за пласман во второто квалификационо коло, па дури и едно реми од 0-0. Екипата на Вардар би се нашла во едно коло натаму, не сме да се дозволи да игра на пример 1-1, кога веќе е апсолутен фаворит. Еден таков резултат би донело продолжение, па евентуално пенали, а не би сакале да помислиме дека може да има нови надпревар, реми со многу голови, што би однела екипата од Луксембург во второто квалификационо коло. Многу проблеми пред почетокот на сезоната во Вардар, без парица, како и во целиот македонски фудбал. Придонесува можеби Вардар не така, барем од тој аспект подготвен да го дочека влезот во Европа и ова квалификационо коло во Лигата на шампионите. За среќа резултатот во првиот надпревар против Дуделанш ветува дека Вардар може да го оствари она што го вети уште пред почетокот на квалификациите на Лигата на шампионите, да се најде во второто квалификационо коло, а таму ждрепката е позната, евентуално би го очекувала првакот на Полска Легија од Варшава. Затоа практично Вардар во овој циклус на надпревари, во најелитното надпреварување, за прв пат излегува на европската сцена. Ево го шанса на Вардар, голема за Захариевски и нема гол. Брага. На спортивната страна, повторно кон Оливеира, како да немаше вистинска проценка дека топката сепак ќе падне нешто. Оливеира, еве го во соло продор, има нешто повеќе простор. Стигнуваат одбранените фудбалери на Дуделан, сега Спасовски, обиде се проигра Ѓошевски, на спортивната страна статива најголема шанса за Вардар сета. Глучински, добра акција, Осамен е таму, браво, не е шанса за него и одлично поставен Зекир. Еве добра акција, Веселиновски нема офсет, ќе може ли сам да ја продолжи на спортивната страна, голема шанса за Вардар, нема гол. Спасовски. Брага. Захариевски. Ѓорѓиевски. Натаму Ѓорѓиевски, одличен потек, Захариевски е во позиција, нема чекор за удар, веќе е блокиран, уште еднаш Захариевски ќе има ли гол, да, 1-0.
ја турна само Спасовски оваа топка во мрежата за да биде дефинитивно тој Црвецки, без разлика што таа ќе завршише во 71-та минута во голот. 1:0 за Вардар. Се жалаат фудбалерите на Дуделан, што некако офсетот позадина дојде само Спасовски, да видиме само дали имаше офсет, дали дефинитивно тој е стрес. Офсет немаше, а тој ќе биде стрес. 1:0. Затоа што во моментот кога шутираше, Захариевски, Спасовски беше зад грбот само на Деви. Апсолутно нема офсет, само го потврди овој погодак, него ќе му биде запишен Спасовски 1:0 за екипата на Вардар. Уште еднаш потврда, токму така. Еве, во овој момент Захариевски зад грбот на Деви е Спасовски, тој ја удри топката пред гол линијата, тој ќе биде стрес. Ѓоргиевски, една долга диагонала за Спасовски. Веднаш, како да се обиде шутира, одличен потек, Спасовски 2:0. 75-та минута, Вардар и дефинитивно е во второто квалификацијно коло во Лигата на шампионите. И мене ме подлажа, се намеси дека се шутира од прва без размислување, доволно да го измови противничкиот чувар и на велемајсторски начин да ја заврши оваа соло акција. Заслуги ќе добие и Ѓоргиевски, ми се чини дека беше тој асистентот, со на диагонала, во секој случај на најдобро, најфудбалското, најубавото на овој надпревар го направи Спасовски. Ако во 71-та минута само го потврди погодокот на Захариевски, колку да се запише во лицата на стрелците, тогаш 90% од овој втор гол ги собира ползите и заслугите за овој одличен велемајсторски потек. Мајсторски го е добра акција на Вардар. Спасовски има шанса да му врати сега на Петков, една убава асистенција, голема шанса, 3:0 за Вардар. На крајот ова е висинската мерка, со оглед на квалитетот на овие две екипи. 85-та минута, 3:0 за Вардар. Петков нема тој ситуација кога влегува од клупа да не се запише во листата на стрелците, ова е само потврда за победата на Вардар, не е решавачки гол. Спасовски сега во улога на асистент. Уште една убава акција, многу повеќе простор, тоа Вардар знаеше да го користи во текот на целиот надпревар и кога создаваше шанси и кога сега во второто полувреме постигнува голов. 3:0. Не, себичен Спасовски за Вардар, ова е дебитански настап во Лигата на шампионите. Ево убава топка уште една на Ѓоргиевски бува шанса за 4:0 за Вардар, се обиде Ѓоргиевски акцијата што ја почна сам. Петков при ваков резултат дочека и да си поигрува со противниците. Брага на втората сатива, убава шанса за Петков, сета нема четврти гол. Екипата на Вардар во својот дебитантски настап во квалификациите на Лигата на шампионите е во второто коло. Затоа што и по-квалитетен противник од првакот на Луксембург Дуделан, затоа што во Скопје го совлада со 3:0 и по поволниот резултат на гости 1:1. Вардар може би се мачеше на овој надпревар, но сепак за класа и за едно ниво е подобар тим од шампионот на Луксембург Дуделан, што му требаа 70 минути да го скрши отпорот на гостите во првото полувреме. Две шанси на Захариевски и стативата на Ѓочевски, до головите и немаше Вардар може би прилици, но затоа Спасовски во 71-та да му ја турна топката во пражната мрежа по ударот на Захариевски, потоа во 75-та минута си поигра со одбраната на Дуделан за да зголеми на 2:0, а Петков не ја пропуста приликата кога ќе влезе од клупата во игра да ја затресе противничката мрежа. 85-та минута 3:0. Вардар е во втората квалификацијно коло во Лигата на шампионите, повторно има европска претпечка со првакот на полска Легија од Варшава.